време за нашата утринска тема. Јас и Марко фасцинирани можеби е мал зборот сето ова што имавме можност пред малку зад камерите со Кристијан и со Ваниса да си го поразговараме и колку технологијата, ако се користи, многу пати сме рекле правилно, мудро, паметно, да, може навистина да биде вистински сопатник во животот, особено и на лицата кои што се со оштетен вид или имаат нели некаква попреченост во видот. Па утрово ви ги представуваме и со нив ќе поразговараме малку повеќе за секојдневните предизвици на овие лица, со кои што секојдневно нели се соочуваат во поголемите и помалите градови во нашата земја и како технологијата навистина се развива во нивна корист. Некако иницирани од една вест која што се појави изминативе денови, а тоа е дека македонското Брајево писмо конечно стана дел од Android системот и што тоа значи или колку тоа го олеснува начинот на живење и функционирање. Тие се брат и сестра, но и многу повеќе од тоа би рекла во смисла на тоа што се заедно прават и колку веќе работите, можам да кажам, што сте ги создале, ги го олеснуваат начинот на живење и функционирање на лицата со оштетен вид. Кристијан, ќе искористам една твоја изјава и така некако ќе го започнеме разговорот. Своевремено на социјалните мрежи напиша: ако белиот стап е символ на нашата независност во физичкиот простор, тогаш можноста да пишуваме на нашето Брајево писмо во дигиталниот свет е символ на нашата интелектуална слобода. Добро утро за Кристијан и за Ванеса Лазареви, инаку основачи на Асоцијацијата за пристапност и инклузија, меѓу другото и наставници во Државното училиште за деца и младенци со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје. Освен што сте ни и нагости, вие не сте само колеги, туку брат и сестра. Тоа што е особено, нели, куриозитет и радост, и ќе ве прашаме со Цеце пред да продолжиме секако и да се фасцинираме и публиката секако што ќе гледа оваа епизода, како изгледа кога една семејна врска станува една заедничка мисија? Ви благодарам пред се на поканата. Јас бев тој што предложи на Цеце да ја викнем и Ванеса, бидејќи како индивидуа сметам дека ништо не можеме сами да постигнеме во животот. Јас се што имам постигнато до сега било заедно со поддршка или од семејството, или од колегите, или од заедницата, така што сакам да се дава една еволуација на сите што помагаат во процесот. И Ванеса е личност која што расте заедно со мене уште од нејзиното раѓање. Јас сум 2 години постар од неа, така што ја имала можноста да ги искуси сите стадиуми на мојот раст, развој, да се дружи заедно со мене и со мои други пријатели со оштетен вид или друг вид попреченост. Има собрано многу искуство и многу ми е драго што се нафаќа да се вклучува во нашите приказни, да ни помага, да развива технологии за нас, со нас. Така што ви благодарам за таа можност. Мислам дека Ванеса секој пат е премиера кога го слушаш тоа од брат ти, нели? Кога кажува и се восхитува можеби и на твојот придонес и дефинитивно социјален импакт. Да. Добро утро и од мене. Морам да напоменам дека и за мене е огромно задоволство да работам со Кристијан, не само затоа што ми е брат, туку и како индивидуа. Тој е толку многу трудолюбив, толку многу посветен и толку многу грижлив и сака да придонесе за заедницата, што за мене е огромна инспирација да направам нешто во областа која што ме интересира. А претпоставам дека уште од најрана детска возраст и фаза заеднички некако имавте мисии како ќе си помогнете и ќе бидете еден за друг тука, така? Па мисии сме немале некои конкретни цели, тие се креирале како што сме растеле, спонтано, да. Уште од најмала возраст. Со сите предизвици веројатно со кои што се соочувал Кристијан. Точно така, секогаш сме биле овдека. Поддршката од моја страна спрема него можеби е повидлива, меѓутоа имало и обратна поддршка. Јас морам да кажам дека тој секогаш мене ми бил ветер во грб, така што не е само она што се гледа, нели, како јас него му помагам, туку обострана и тој мене премногу ме. Практично опортунисти сме. Ако видиме можност што е позитивна или за нас или за заедницата, гледаме да искористиме. Да. Браво. И вие сте навистина доказ за многу искористени можности во нашето општество и за многу подобрени ситуации или состојби кога се лицата со оштетен вид во прашање. Кристијан, како ќе ми го прокоментираш, како ќе прокоментираш изјавата која што ти ја напоменав пред малку, која што е твоја и ја сподели по социјалните
социјалните мрежи, апропо воведувањето на македонското брајево писмо како дел од Android системот. Што навистина значи тоа за вас? Еве ќе илустрирам со низ бројки. Во Македонија во моментов има околу 60-70 наслови кои што се во хартиена брајева форма испечатени, достапни преку Националниот сојуз на слепи. Дел од нив се и во училиштето, еве ние во училиштето можеби имаме околу 100, меѓутоа таа бројка 100 книги сите знаеме дека е многу ограничувачка. За разлика од тоа, дигиталното брајево писмо возможува многу речиси бесплатно, многу лесно и брзо да дигитализираме во брајев формат се што е електронски. Значи, секој документ, закон, вест на телевизија, на интернет, може да се преземе во дигитален текстуален формат, да се конвертира во брајево писмо и да се чита. Исто така, и да се пишува на брајевото писмо, бидејќи дел од нас, особено оние што се родени со оштетен вид целосен и учеле во училиштето за слепи, многу полесно знаат да пишуваат на брајево писмо, бидејќи веќе ги знаат комбинациите од тие букви, отколку да пишуваат на обична квертица статура, какви што се оние на Android телефоните. И тоа прави наша подобра инклузија во општеството. Полесно ми е мене да напишам пораки на мои пријатели, блиски, соработници и така натаму. Да, јас тебе баш пред малку ти споменав дека сум фасцинирана од тоа со која брзина, нели јас и ти разговаравме изминативе денови, односно со која брзина ти ми возвраќаш на моите пораки. И можеме тоа еве да го опишеме на гледачите, затоа што верувам дека можеби и многумина се соочуваат со некаква ваква слична ситуација, а од друга страна пак оваа дигитализација која што сите ние ја живееме бидејќи насекаде, а како велиш и ти, воведувањето на брајовото писмо во тој дигитален свет за вас е навистина влегување во еден нов свет каде што многу од работите ви се достапни. Како функционираме, Кристијан, кога еве јас ти пишувам порака на мобилен? За мене тоа е едноставно и секојдневие. Јас би можел да го демонстрирам, не знам колку ќе се види преку телефон, ако сега и колегата Жан ќе го или ако може колегата да го пушти видеото, меѓутоа ќе оди тоа. Просто е се отвора тасатурата брајава, ова во позадина работи и со звук, значи јас ги слушам буквите што ги пишувам. И кога ги пишувам, има комбинација. Брајовото писмо се состои од 6 точки и секоја буква е од неколку точки. Не се користат сите 6, например, буквата А се пишува само со првата точка, Б е првата и втората, меѓутоа буквата В е прва, втора и шеста точка и така натаму, значи сите 31 буква си имаат сопствена комбинација. И овие 6 од 1 до 6 бројки баш тоа го означуваат на екранот и можам јас да пишувам. Има различен мод за пишување, можам вака да го трежам телефонот, можам вака, да, можам и вака да го ставам, па вака да тапкам на него. Мене најзгодно ми е вака да го трежам и кога пишувам, например, здраво, ова е утринската на Телма и кога ќе ја пратам праката, мене ми пратиш, еве, ја праќам кај Цеце. Пораката е веќе пратена. Веќе ме стигна. И тоа е тоа. И тоа е начинот на кој што... За мене ова е супер едноставно, додека можам да го вклучам и да биде со класична QWERTY тасатура, каква што користиш ти, Марко и сите други. Меѓутоа треба да ја најдам буквата, ќе ја допрам, па дали е тоа буквата А, дали е буквата С, Д, Ф и така натаму. Посложено побавно е, малце е побавно, нема ништо сложено, меѓутоа е побавно. Ова е многу по-convenient, што викаат странците, многу поудобно. Добро. Кристијан, брајево писмо во Android, дали ова доказ дека гласот на поединецот вистина може да ја промени технологијата денес? Па, денес, за разлика од проекти некои што се од инфраструктурен карактер, кај што треба и многу пари, и многу време, и многу машини, програмирањето дозволува една личност да се ангажира околу еден проблем и тој да може да го отстрани, да го реши за заедницата, што е супер олеснување. Јас затоа сум многу понадежен кога зборуваме за дигитална пристапност, бидејќи таа реално многу полесно може да се обезбеди отколку физичката, бидејќи физичката, она што се изградило, многу потешко се менува, додека дигиталната понекогаш бара малку само измени во кодот за да биде тоа пристапно и функционално.
Да, пред малку колегата долови еден момент, тоа што го држиш ти во рацете, Да, па еве, ајде, добра прилика да подобјасниме за што станува збор и кога веќе зборуваме за сите оние можности што ги имаат слепите лица или лицата со оштетен вид, што се е денес возможно, Кристијан? Што е тоа што го имаме тука? Ова го викаат брајав дисплеј или note taker или едноставно брајав компјутер, бидејќи самото во себе содржи сопствен оперативен систем, кој што има различни можности, опции и она што е најинтересно или важно за нас може да се ова е мемориска картичка, поголема малку. Може ли колегите да доловат? Да, ова е обична мемориска картичка која што јас се ставам во компјутерот, ја полнам со книги, copy-paste во неа ставам, потоа ја враќам овде. И кога ќе го уклучам ова, тие книги што сум ги ставил во неа, си се појавуваат овде. Насловите во фолдери, па потоа секој файл се е посебна книга. По фолдери? Да, буквално како цел файл изгледа нели? Цел файл менеджмент систем и можам да си го поврзам и да си ги читам книгите тука. Што е многу олеснувачка работа, за разлика од печатени книги на брајаво писмо, кои што се супер убави се, меѓутоа се многу по скапи за изработка, бавни за изработка, додека тешко достапни. Да, така најновите книги не ги имаме така, не се Да. Додека ова може да се поврзе исто така и со телефон, може да се поврзе со лаптоп, со компјутер, има Bluetooth во него и можам директно наместо да пишувам или да го користам телефонот, директно на екранот, јас можам преку ова да го користам и овде да пишам. Практично пораката што тебе ја пишав, можам овде да ја напишам и да ја пратам од овде. Ова да ми биде еден вид на брајова тасатура. Секоја чест. Супер. Секоја чест. Ние со Цица се прашувавме, ајде кога сме веќе кај активностите, може ли околу спортската активност да прашаме? Ајде. Како рече терминот? Голбал. Голбал. Да, може да објасниме за голбал. Тоа е исто така специфично интересно. Викендов ми спомена дека беше дел од еден турнир. турнир. Да, се врати од турнир. Да, еве имаме една последица овде, не знам колку се гледа на камерата. Мала повреда. Да, една мала повреда, која бидејќи самиот спорт е прилично интензивен, топката со која што играме е 1,250 грама, внатре има звончиња, 2 звончиња и е тврда како баскет, малку поголема од баскет во димензии и се игра на терен 18-9, тројца од едната, тројца од другата страна, две екипи, едниот брани на средина, двајцата лево и десно, повеќе тие шутираат. И е прилично интензивен. Една партија, една утакмица трае до 1 час. Велиш еден од најспецифичните спортови намене за слепи лица. Да, овој спорт е дизајниран по Втората светска војна со намера да се рехабилитираат оние што се ослепени во Втората светска војна, да не останат дома и да се депресивни. Меѓутоа, од некаде 70-тите години е влезен и како параолимписки спорт и е единствен спорт можеби кој што е специјално направен за слепи, бидејќи има например фудбал за слепи, скијање за слепи, пливање за слепи, атлетика и така натаму. Тоа се адаптации на регуларните спортови. Меѓутоа, ова е специфичен и дури и луѓе што гледаат целосно може да го играат, меѓутоа целосно треба да им се со превес покриени очите за да се базира целиот спорт на тие две звончиња во топката, да, буквално еднаква е една тотална тишина и вие играте според звукот на топката? Апсолутно така и долго е обележен теренот, може да се ориентира човек според тие линии што е обележен. И според звукот на топката. Ги доживувате линиите? Се допираат, самите линии се малце испакнати и може да се допрат со дланките или со стапалата и човек што има добра ориентација. Тој многу помага во ориентација, особено е важен и ние во училиштето го применуваме за децата со ошетен вид, бидејќи така се развива ориентацијата во некој микропростор, затворен простор и плюс се губи стравот, многу важна работа. Ако едно дете има ошетен вид, тоа секој се плаши да не се судри, да не се лизне, да не падне. А овој спорт се базира на пајање, на превртување, на најможни движења, на најфизички тешки можни движења, така што се губи стравот во овој спорт и е прилично добар за децата. Сега, жалосно е тоа што кај нас во државата, особено со инклузијата, многу малку
а се помалку и помалку се применува овој спорт. Останати се повеќето. А ќе те прашам, Да, но ние во училиштето со оние деца што доаѓаат кај нас, го практикуваме А апсолутно. Кристијан, каде беше овој турнир и Ова беше во Србија и беше квалификации за квалификации за Лига шампиони. Ние отидовме со една екипа од рекреативци која што Тоа што значи имаме тимни од Македонија? Да, имаме тим од Македонија, меѓутоа кај нас е рекреативно, додека екипите што беа таму беа професионални екипи. Па добро, еве ова И платени екипи беше исто како да играат, не знам, македонска трета лига наспрема Челси Манчестер во фудбал. добро. Но беше задоволство да се игра против такви Мали екипи. чекори, но големи за општеството, Има како светски и велиме. европски надпревари? Има светски, има Да, европски, или дел од Олимпијада, така? има специјална олимпијада, Од таа се нарекува Параолимпијада Да. и тоа е дел од таму, не е во обичната Да. олимпијада. И колку трае вообичаен меч, Кристијан? 50 минути до 1 час, полувремењата се 2 по 12 минути, меѓутоа се паузира секој штопата кога е во аут, кога ќе има тайм-аут. Секаков минимален прекин се паузира времето, така што едно полувреме трае отприлика функционално од 25 до 30 минути или 1 час. И ова само зборува, Кристијан, колку навистина инклузијата може да биде голема, колку светот навистина ги вреднува лицата со оштетен вид или барем ете се труди да има возможи подобри услови. Тука би сакала, Ваниса, да го слушнеме твоето мислење или твојот глас во смисла на тоа каква е нашата состојба. Еве, вие сте дел од училиштето за деца и младинци, тоа е училиште за слепи лица Димитар Влахов од Скопје. Околу 50 рековте деца се веќе со години наназад, отприлика е таа бројка. Какви се можностите и условите? Верувам дека имаме доста голем напредок благодарение и на Кристијан и на многу други луѓе кои што се залагаат за подобрување на условите, но кога вие работите, не знам, рековте Информатика. со информатика, но со 5-то оделение веќе или поголеми дечиња, сакам да кажам. Но имате ли искуството и со најмладите кои што веќе од самиот старт нормално е да ги имаат стравовите кои што ги спомена и Кристијан? Едноставно дајте ни слика каква е состојбата или какви мисли им се вртат на тие дечиња кои што можеби влегуваат во тој училишен процес, а понатака може да излезат како едни самостојни индивидуи. Да, па јас предавам информатика таму, предавам на деца од 5-то оделение, се до 2 година средна. Ние сме училиште кое што е и основна и средна во склоп на Државното училиште за слепи. Мене ми е огромно задоволство да работам со овие деца, премногу се љубопитни, премногу се интересираат за технологијата. Морам да кажам дека болесни, веројатно. Да, знаат дека тоа што кај нас има голема бариера во физичкото движење може да се надомести преку дигитализацијата. Например, човек кој што треба да плати сметки, има оштетен вид, многу е покомплексно за него да отиде до банка, само особено низ Скопје, како што знаеме. Отколку, например, да искористи мобилна апликација и да си ги плати така сметките, начин на кој што го користат доста слепите лица. Кај нас во училиштето се трудиме максимално да дадеме поддршка на учениците преку асистивна технологија. Тоа главна улога овдека имаат читачите на екран, нешто што ние го вклучуваме во информатика уште од 5-то оделение, што значи дека уште во 5-то оделение, кога учениците за прв пат се имаат можност да дојдат да изучуваат компјутер, тие почнуваат да го изучуваат начинот на кој што слепите лица користат компјутер. Кристијан има направено видео едно што е за читање на вести, на тој начин со читачи на екран, со гласовите Кико и Суза, кои што се македонски гласови за читање на екран. Рековме, не се роботски. Не се до толку роботски, иако постојат уште понови технологии, кои што се надевам дека наскоро ќе направиме уште поприродни гласови овде во Македонија. Сепак и овие се многу понапредни за разлика од претходно кога премногу роботски звучеа гласовите. Децата се многу среќни што ги имаме Кико и Суза како гласови, бидејќи имаат искуство со претходните гласови и тоа колку
Па тоа лошо има еден звуча, водич да? во денот, со кој што нели секојдневно живее, и на вистина е потребата да биде тоа нешто милозвучно, фино, нешто што ќе ти даде. И рековте сами дека реакциите се многу по веќе се попитоми кај децата, нели подобро ги прифаќаат овие како што за нас е резолуцијата на екранот, кај нив така е самиот глас, значи и ние не сакаме да гледаме некоја се слика со мал број на пиксели, со лоша резолуција, и тие сакаат гласови кои што ќе звучат поприродно, ќе бидат поразбирливи за да можат пораките кои што пример ги читаат или содржините на екранот да им звучат доста природно. Да, мислам дека Ванеса ова е доволен пример дека технологијата сама по себе не е доволна ако не е рака под рака со едукацијата. Да, дефинитивно, тоа е нешто кое што ние многу се трудиме во училиштето, значи како што започнав уште, како што реков, уште од пето деление започнуваме со изучување на овие технологии. Многу е покомплексно кај лица кои што со оштетен вид да користи компјутерот колку обично ние што гледаме, затоа што ние гледаме каде да кликнеме, знаеме веќе тој интерфејс е направен да биде лесно за нас, додека децата тие мора да научат одреден се работи преку тастатура, мора да научат првен самата тастатура, каде се наоѓаат копчињата, како се организирани. Потоа читачот на екран. Да научат навигација ни самиот компјутер, да научат потоа и да користат други асистивни уреди за да им биде уште полесната. Сето тоа се прави со кратенки, оно што не знам, ние ќе стиснеме на едно иксче, детето мора да знае дека пример со држање на Alt и F4 ќе ја затвори програмот. И сите тие кратенки за минимизирање, креирање нови содржини, бришање на содржини, сето тоа треба децата да го научат, а ние се трудиме во рамките на програмата по информатика да го вклучиме и тоа со цел децата потоа кога ќе завршат кај нас да бидат оспособени да можат самостојно да користат да влезат во дигиталниот свет. Добро, ова е од пето деление па натака. Какви асистивни технологии се користат можеби за децата кои што се не знам од прво оделение до пето, кои што не користат компјутер? Во првите оделенија практично тие треба да го научат бројовото писмо и се користат бројови машини кои што се малце по стара асистивна технологија или по-ниско технолошка, метални се и се потешки вака за носење, меѓутоа се подобри бидејќи имаат само 6 копчиња, децата многу по-добро се ориентираат на нив, а веќе од пето оделение нагоре одиме на повисоко технолошка асистивна технологија и тогаш она што го научиле од првите оделенија го применуваат на повисоко ниво. Веќе на располагање имаме толку многу уреди, што велите кои што се ваша асистивна и технологија денеска и алатки кои што претпоставам дека се незаменливи. Меѓутоа, ако те прашам кои алатки вистински се незаменливи и што во моментот кога еве да речеме нешто ќе потврди, технологијата откажува. Има некаков субститут кој што зависите од технологијата, некој субститут кој што го користите како еден традиционален систем Кристијан Ванеса, еве да речеме како редовен професор, кој што може нели да биде замена за нешто ако во моментот не е добар пријател. Не знам кај Ванеса таа информатичар и ако не компјутерот тој е основно средство, меѓутоа општо во животот на слепите лица ние сакаме технологија и повеќето од слепите лица кога си одат некаде со телефон, секогаш носат пауербанк бидејќи дури да им снема батерија, за други луѓе тоа можеби не значи ништо, меѓутоа за нас значи многу, бидејќи така не можеме да користиме Google Maps, не можеме да се снајдеме, не можеме да се јавиме ако ни треба помош. Затоа е многу важно да имаме во нас телефон функционален, е лошо да престане да функционира, да работи, меѓутоа тоа се многу значи како ќе е направен самиот софтвер. Затоа има многу AI новости кои што некој ќе каже леле колку добро ги опишува сликите, меѓутоа понекогаш тој AI потврдила, знае да исхалуцинира и затоа голем број од слепите луѓе сакаат да користат малце позастарени технологии. Еве јас гласовите што ги користам, тие се застарени, можеби малце не се до толку чисти, ама знам дека 100% ќе бидат сигурни, точни, прецизни. Кристијан, еве велиш во Србија беше турнирот за голбал? Дали самостојно патуваш, бидејќи многу од работите ги правиш самостојно, кога веќе ги споменуваме спортовите, можеме да кажеме дека и скијаш, така? Да.
ќе ни подраскажеш за тоа, но еве мене ме интересира како се одвива едно твое патување до Србија. Ќе стигнеш таму во Србија, велиш, нели се зависи од твојот телефон. Google Maps и така но опиши ни го и начинот на кој што еве се подготвуваш понекогаш за патување самостојно. Вака најдолгото патување самостојно во мојот живот беше пред 10 години кога се враќав од Сиднеј, Австралија до Македонија со авион, да, сам. Тоа беше најдолгото патување во мојот живот и реално беше предизвикувачки, меѓутоа многу е важно кога самото општество нуди некои сервиси за поддршка при патувањето. Например, кај авиотранспортот, тоа е одлично решено, има асистенција за слепи на повеќето или на сите аеродроми и мислам дека денес секој слеп човек може да стигне до секоја точка на светот без некој поголем проблем. Ова некое меѓуградско и градско патување кај нас во нашава држава е малку тежно тоа. Најмногу за тоа што нема автобусите, немаат, нели, не кажуваат гласовно каде се, па мора да зависиме од самиот Google Maps и телефон да ни каже кога да се симнеме, кога да се качиме. Не кажуваат кој број автобус е, тоа е уште потежок проблем за целосно слепи лица. Апропо јавниот транспорт, Кристијан, има, да речеме сега, посебна земја која што се двои, да речеме, ти спомена, некои можеби авиокомпании, аеродроми во светот ги модернизираат, можеби, нели, да речем, своите пристапи, да речеме, за лица кои што имаат некаква попреченост, ама да речеме некоја земја од Европа која што се издвојува, да речеме, со говорни пораки кои што се звучни сигнали. За слепи лица. Има многу такви земји. Еве, една најмногу што мене ми се допадна кога бев таму, кај мој пријател што исто од Македонија сега студира во Грац во Австрија. Бев таму една недела, јас и тој двајцата целосно слепи, бев кај него во студентскиот дом, заедно престојав таму една недела и се чувствував целосно како да немам никаква попреченост, зашто бидејќи јавниот транспорт таму ги најавуваше станиците кога си внатре во трамвај, во автобус, во воз, во што и да е. Кога чекаш надвор на станицата има обележено една жолта линија, тактилна. Ако стоиш на самата линија со бел стап, кога ќе те види возачот на трамвај или на автобус, тоа е показ. Да, само застанува и ја отвора вратата и само каже број 5, сакаш да се качиш? Да, ти треба помош? Не, фала, сам ќе се влезам толку. Исто тоа нешто јас го барав кај нас и во ЈСП да го направи уште пред 2-3 години. Чинам дека имаше нели прво. Да, имавме некоја иницијатива, меѓутоа не заживаа кај нас, не знам. Тие работи сметаат дека треба да се целосно независни од возачите, додека еве во Австрија така е решено, а и во ред број други земји така е решено. Нема да се изеде устата на возачот ако соопшти кој број автобус. Така. Ваниса, Кристијан ми спомена дека работиш постојано на некакви иновации, впрочем тоа е и твојата професија до некаде, информатиката и технологијата. За какви се паметни решенија можеме да зборуваме кои што се веќе применливи тука кај нас? Ги споменавме гласовите, споменавме бројовото писмо на Android, што е со читачот на банкноти или некои други работи кои што се, да речам, нешто за кое што ти се залагаш? Да, па читачот на банкноти е всушност мојата дипломска работа. Беше инспирирана од Кристијан. Во еден разговор со него му реков сакам да направам нешто кое што ќе биде со дигитална обработка на слика и тој ми ја даде како идеја зошто не направиш апликација која што ќе препознава банкноти. Мене многу ми се допадна идејата затоа што Извини, ќе те прекинам, Кристијан, тоа беше еден од предизвиците со кои што вие се соочувате кога се монетите парите во прашање? Апсолутно. Тоа е тоа. Да, само на 10-ката и на 50-ката има обележја кои што се брави, тоа не се броевите 5, 10 и 50, туку се само 6 точки кои што се ставени хоризонтално или вертикално и тие бидејќи се пластифицирани, се губат точките по одредено време и малку потешко се разликуваат. Меѓутоа на останатите банкноти нема воопшто никаква идентификација кога се во прашање слепите лица и затоа со помош на невронски мрежи тогаш и да го поздравам професорот кој што ми беше ментор Зоран Ивановски, ја направивме оваа апликација која што има за цел да врши препознавање на банкноти, освен резултатот која е банкнотата, овдека вметнав и со која сигурност моделот
колку е сигурен моделот во тоа, во препознавањето на банкноти, со цел да го намалиме ризикот. Злоупотреба некаква. Да. Ова е за препознавање на македонски банкноти или за генерално? препознавање на македонски банкноти. Тренирањето одеше со моја множество од слики кои што јас го направив, со банкноти кои што ние ги имаме, меѓутоа може да се претренира и со други банкноти, меѓутоа би не требале слики од банкноти. Од странски. Да, колку јавни веб страници, Кристијан, имаат реално се пристапни, да речеме, и за лица со оштетен вид? Тоа пристапноста е една скала од 0 до 100%, да речеме, и обично никој не е на нула. А бидејќи самиот текст сам по себе е пристапен, никој не може да биде на нула, меѓутоа самата структура или копчињата на неа, или оние компо боксови што ќе викаат полиња за избор, се најчесто непристапни и тоа прави проблем. Ако читаме обични вести или текстови, работите се релативно пристапни, да речем, нека 70-80% од сајтот си е окей. Меѓутоа, ако веќе треба да одиме и да земеме нека услуга, ние конкретно сега со ова што се промени со банкарскиот систем, нели од 1 март мора да се верификува автентикација да се прави преку телефонот. Имаме сериозен проблем и со банката со која што јас и уште поголем број слепи ја користиме, сме веќе во комуникација, ги информиравме и сега за нив тоа е нешто што можеби ќе се реши за брзо, можеби и не, така ни кажам, меѓутоа за нас е многу важно. За вас е проблем во моментот, така. Така што тие услуги мора да им се даде приоритет, бидејќи како што каже Ванеса, јас дома лично сам ги плаќам сметките. Не сакам моите родители да чекаат во редица и викам јас ќе ги платам, окей? Само што тоа пред месец дена го правев за 5 минути, сега ми треба многу повеќе време и дури ми треба уште некој друг до мене што ќе користи да асистира. Дали тие скрин ридери или читачите на монитори, да речеме како што се voice-overi, talkback, да, се доволно прецизни на македонски јазик? Да, тие се направени да работат на секој јазик, на некои телефони, модели на телефони се подобри, на тие кинеските малце има грешки во преводот, меѓутоа релативно се окей. Работат, функционираат и сега тие го читаат она што ќе им го даде самата апликација. Ако самата апликација или веб страница е лошо искодирана, тогаш тие не можат сами од себе да измислат како се вика некој копче. Ние имаме проблеми, например, со необележени копчиња што немаат лабела или текст, како се викаат текстуално напишано, туку имаат само иконка. И кога јас ќе дојдам со тој читач на екран, тој иконката не може да детектира и да ми каже ова е иконка за плей, пауза или за потврди или за откажи. Меѓутоа, вистина е фасцинантно кога со Цеце споменавме дека нели ќе имаме во студио можноста да се пишува на мајчиниот јазик, конкретно преку Брајовото писмо е веројатно и вистина голем успех. Да, за мене тоа беше, како да ви кажем, јас сум македонист, имам завршено македонски јазик. Тоа и предаваш, така? Да, тоа и предавам во училиштето и за мене тоа беше некоја онака задоволство, посебно бидејќи знаете кога се правеле некои азбуки во минатото, кога тие наши предци иновирале, правеле глаголица, кирилица, некој слично чувство доживав, као некоја победа, бидејќи сум користел и латиница и кога сум пишувал ЦХ наместо Ч, ЗХ наместо Ж, било така поразително, си велам као до толку ли не можеме ние да направиме и некако успеа, се зафатив со тоа, месец дена работев дана вистина, меѓутоа успеа на крајот и функционира. Добро, ова е крај на една, ајде ќе кажам во поднаводници борба и почеток на една нова епоха која што ова ќе трае. Пристапноста е нешто што не завршува никогаш. Е процес. Цело време нешто и постојано нови предизвици. Да, нешто се на добар пат сме се. Што и да се измисли, треба да се направи пристапно, а цело време нешто се иновира. Никаде пред крајот, бидејќи мора да се вратите и во училиштето, децата ве чекаат. Не знам само дали споминавме за паметниот Белстап.
И тоа сакам да го прокоментираме и Кристијан да ни споделиш каква зима имаше, дали скијаше и како тоа лицата со оштетен вид или целосно слепите лица може да го практикуваат ако вистински го сакаат. Паметниот бел стап е една алатка што благодарение на донации ја имаме купено во училиштето и тоа не е единствената. Во училиштето ова година и нешто повеќе се стави акцентот на воведување нови асистивни уреди, нови технологии, па и нови реквизити. Дури имаме и тандем велосипеди купено, имаме повеќе работи. Сакаме да им овозможиме на децата некои нови искуства што до сега не им биле овозможени, за да сватат дека тие може да бидат рамноправни со своите другари, пријатели кои што имаат вид. Не е тоа пречка за нив. Белиот стап кој што има внатре во него, дури и ChatGPT, ќе го промовираме утре во училиштето на една внатрешна обука која што ќе правиме заедно со Ванеса и уште 23 колеги од училиштето. И се надам за некој месец и нешто од сега зборувавме со директорката да направиме една отворена презентација за јавноста, на која што можеби вие би можеле да дојдете, да снимите, да видите. И да покажеме и за јавноста како во пракса функционираат овие работи. Изборувајќи те за таа рамноправност, ти таа рамноправност имаш и кога си на скијачките терени? Да, тоа скијањето е една авантура која што траеше неколку години. Оваа зима не отидов, бидејќи мојот фокус го ставив на колбалот и на некои други спортови. Лично ми се допаѓа тоа како спорт, меѓутоа сметам дека бара многу средства, многу ресурси кои што јас лично не можам во моментот да ги вложам. Бара специјален тренер кој што во Македонија не ни постои. Тогаш кога трениравме, ние имавме тренери од Англија, од Шкотска. И бара дали и услови бара? Услови. Не можеме на нашите ски центри, на нашите патеки да скијаме бидејќи се тесни, премногу луѓе има на нив, а за скијање со водеж треба да има доволно простор околу самиот скијач. И скијавме неколку години во Бугарија, меѓутоа пак бара многу ресурси, бара многу енергија. На страна од тоа, работата е дека е достапна и за возможно. Возможно е, апсолутно вие сте доказ дека ништо не е невозможно во ситуација. И тоа, и пливање, и куглање, и ред други спорти. И верувам дека спортот е значајна работа, особено и за лицата со оштетен вид. Генерално за сите, но верувам и за вас заради тоа што навистина многу влијае и на самодоверба и на многу други работи. Тоа и асистивните технологии се нешто што за мене е многу важно. Еве, и за тоа со Ванеса основавме минатата година една асоциација која што ја професионализира пристапноста и тој пристап кон неа. И еве, работиме, пробуваме да уведуваме нови работи. Имаме некоја соработка со Кинотека на Македонија. Се надевам и за тоа ќе зборуваме за неколку месеци од сега, бидејќи ќе воведеме аудиодескрипција во неколку наши класични филмови, кои што се многу важни. Работиме и со некои други организации, со лице в лице, некои видеа им помагаме да ги направат пристапни. Со организација работевме од Латвија, помагавме таму. Кај нас се уште нема таква иницијатива, меѓутоа таму нивната влада сакаше нивните веб страници да се целосно пристапни, па со Ванеса минатата година ги тестиравме за пристапност и така, цело време нешто. Сега гледам што значи кога ми кажа презафатен сум. Да, апсолутно. Таскови работни задачи. Го договаравме гостувањето и навистина е така, но нека има работа и нека се случуваат иновации и напредоци во целата оваа ситуација која што за вас е секојдневие и живот. Од името на цела публика и ние како редакција на Телма ќе се благодариме што вистина правите херојски чекори како брат и сестра, како колеги преценили, меѓутоа како брат и сестра и што создавате една поголема независност, нели можеби во дигиталниот свет и вистина ќе бидеме, се надевам, уште поголеми сведоци во иднина Кристијан Ванеса на не само технолошка новост, ами и цивилизацијски чекори кои што денеска некако баш ги споделивме како приказна на Телма телевизија. Благодаря, Марко, и јас ви благодарам многу за можноста. Значајно е да слушнат луѓето за овие иновации, значајно е да слушне публиката и значајно е да
да допре се што правиме до сите. Да, викај следен пат Голбел беше, така? Да, Голбал. Голбал, следен пат да дојдеме.